Почитувани, еве се наоѓам во еден простор, во едно време, кога разговорот на тема книга не е популарен, не е комерцијален и не е дел од секојдневноста. Тоа може да се забележи по бројот на исчезнати книжарници и библиотеки кои ни се случуваат во оваа појдими и дојди секојдневност. Но сепак, книги излегуваат. Веројатно благодарејќи на заносот на една генерација која се уште смета дека книгата и покрај многу напредната технологија е еден од многу важните начини за пренесување на клучни информации. Ние веруваме во книга. Нормално е тоа затоа што македонската цивилизација е цивилизација која токму се темели на тој дизајн, тој производ, тој подарок на севкупната светска цивилизација. Но за тоа допрва ќе чуеме. Оваа книга што сакам да ја представам необично е моја, бидејќи досега кога сум представувал книги, тоа се книги на други мои драги пријатели, колеги и почитувани интелектуалци. Се отвори таква можност која порано сум ја избегнувал, ама денес, овде сега сметам дека е полезна. Станува збор за книга која има необичен наслов. Насловот е «Вон билансната евиденција». Кога ќе го прочитате тој наслов, вие сметате дека станува збор за книга посветена на определено книговодство. И тоа е точно. Но во случајов станува збор за едно книговодство на множество јазици, различен вид на јазици, со кои што се изразувала македонската цивилизација, е сега овоплотени во еден ваков начин, односно документ, книга, која паралелно на своите страници се обидува да пренесе порака преку пишуван збор, да пренесе порака преку изговорен збор, соодветно артикулиран за да може да биде внесен во книга, да пренесе порака од јазикот на фотографијата, порака од јазикот на архитектурата, археологијата и, на крај, јазикот кој изгледа дека е најприроден до суштината на човековиот дух, тоа е јазикот на поезијата. Сега да се зафатите со еден таков проект во кој сите тие јазици ќе ги поставите веднаш едно до друго, а сепак да може тоа да биде разбирливо за оној кој ги восприема, мислам дека за секој кој размислувал за ваков тип на проекти ќе се огледа која е таа заплетканост и каков напор треба да се вложи. Станува збор за една хронологија на размислување и ова важи за множеството луѓе кои сваќаат дека Македонија не е крстосница или последната дупка на Европа, туку станува збор за една цивилизација која е основоположник на ова што го именуваме како европска цивилизација. Значи, ово го кажувам полека и споро, за да можете да сватите колку сум убеден во она што го дефинирам како македонска цивилизација и да поверувате дека со излегувањето на оваа книга ќе сватите дека јас не сум сам, односно сите ние кои размислуваме вака, што секојдневноста и оваа појде ми дојди политика во која живееме последните 30 години го смета тоа како смешно и апокривно,
ќе сватите дека тој начин на размислување и таквиот заклучок не припаѓа само на неколкумина кои се занесени како мала земја, мал народ. Ова е еден смешен цитат кој се повторува во последните 30 години. Им текнало на тие мали множества да размислуваат за големи ништа. Ништо тоа не е вистина. Вистината се наоѓа запишана на сите овие јазици кои ги изнесов дека се дел од книгата која наскоро треба да излезе во печат. Не гледам зошто и што понатаму би можел во овој вовед поврзан со книгата да дообјаснам, за да можам да го предизвикам интересот кај вас за комуникација со ова дело кое наскоро ќе излезе од печат од страна на почитуваната фирма Геопринт. За сега благодарам за вниманието. Наскоро во текот на да ја именуваме кампања за промоција на книгата, јас ќе се појавам и на други подкасти, каде што ќе имате можност во разговор да слушнете можеби и нешто повеќе за одредени поглавија кои се содржина на оваа книга. Живи, здрави